Не знам дали исти проблеми имаат сите девојки, ама мене гардеробата ми е многу битно нешто во животот. Многу ми е важно што носам, што е модерно, дали тоа што го облекувам им се допаѓа само на мене или на останатите. Затоа често пати со сестра ми доаѓаме во конфликт кога и двете се фаќаме за исто парче облек. Толку за гардеробата. Ајде да го фатиме денот. Ова е омилениот цртан филм на Лаура, ги знае напамет сите песни. Мојот поголем успех беше учеството на албански идол. Сосем неочекувано влегов во топ 3. Од тие 4 месеци поминати со одличен тим, многу научив. Сега ќе видиме како ќе ме прифати публиката дома. Sway е името на песната која Лаура ја одбра за малиот концерт. Повеќе се концентрирам на како ќе изгледа сето тоа, него ли како ќе звучи, бидејќи песната ми е многу позната. Мојот идол е татко ми. Од него научив се што знам. Иако не сме многу слични, сакам да доживеам слава каква што доживеал тој, но сакам и да го надминам. Чинам дека пееше пред да почне да збори, да почне да пее фактички. Машката публика збесна,
Како Дејан изреагира на ова? Па мислам дека не знаеше Дејан дека ќе пеам песнава. Му ја украде. Ајде да видиме како жири комисијата е задоволна од твојот настап. Лаура, прекрасно. Мислам и стајлингот е погоден овој пат, се надевам и Калиопи ќе се сложи со тоа. Ти си некаква прекрасна комбинација помеѓу Джули Лондон и Pussycat Dolls, нели? И начинот на пеење е твој оригинален. Да, си научила многу од искуството претходно, многу си наследила, многу и Господ бил дарежлив, нели? И мислам дека дефинитивно и ти го оправда своето присуство овдека. Само продолжи понатаму, јас ги повикувам исто да гласа за тебе. Ова беше преубаво да се слушне. Благодарам. Лаура. Мир брама. Мир брама. Да ти кажам нешто. Не треба ти да се плашиш дали ќе го повториш успехот на татко ти. Татко ти има проблем, немаш ти проблем. Иако ќе треба да изведеш многу фурни леп, за да направиш само 10% од тоа што го направил татко ти. Значи, треба многу да работиш, девојко. Ако сакаме да бидеме искрени, а јас го сакам најмногу од се тоа во идолот, вечерва, кај тебе се беше на ниво, освен пењето. По мене. До сега си ни се покажал во многу подобри изданија, но јас мислам дека беше работа само на моментална слабост или на трема. И по мое, најдругарски, мислам дека не требаше да одбереш оваа песна. Најдругарски. Инаку, се комплет, одлично. Имам чувство дека солзите ти се тука, ама нема да си го дозволиш тоа, бидејќи ти си една прекрасна прецеличност, извонреден вокал, нема да тајам, секој пат сум го спомнувала твоето име, кога станувало за вонсериски гласови на ова такмичење. И јас и понатаму ќе верувам во тебе, бирај вистински песни, бирај понатаму вистински што ќе пееш, затоа што тоа е многу важно, за сите важи. Песната е она која што не води нас, а не ние песната. И затоа ќе те молам, за стајлингот немам коментар, за твоето сценско држање исто немам коментар на ниво, пар екселанс, како да си најмалку 15 години на сцена. И ќе ми биде уште помило да имаат нашите гледачи понатаму шанса да те видат и да те чујат вистински, што таа Лаура вистински може. Јас ти ја посакувам цела моја среќа. За понатаму и нека гласат, сите нека гласат, за сите вас да гласат. Јас реков прв, Иван, че ти не прати. Ти си кажа прв, ама ние сакавме уште еднаш да ги чуеме по фалмите. И понатаму продолжете да ја поддржувате Лаура на бројот кој што го гледате на вашите ТВ екрани, затоа што Лаура ја очекува вашата поддршка за влез во финалето и да биде во оние топ 5 кандидатки кои што ќе продолжат понатаму. Некој друг ја поддржува Лаура во публиката? И тоа многу битен. Да. Овде е мајка и на Лаура Оливера. Здраво. Здраво. Како е во семејство во Карлију, многу музичари? Имате ли некаков проблем? Некогаш ви доаѓа ли преку глава? Бегате ли од дома од музичарите? Постојано бегам од музичарите. Така. Ајде малку и од ваша страна да го прокоментираме. Па мислам дека коректен настап беше, поенергичен, мислам Лаура ја видов во малце така со енергични движења. Меѓутоа мислам дека беше окей и јас ќе ја поддржувам секогаш. Така.